Секое утро, во шумата за трите рида, јата птици итаа кон нивното училиште за да стигнат навреме за првиот час. Арно ама, еден ден во училиштето се појави ученик каков што дотогаш никој никогаш немаше видено. Сите птици се чудеа. Што бара едно прасе да учи во нивното училиште, кога очигледно е толку различно од нив? Прасето пак многу сакаше да учи, но дури и таблата не беше направена за оние што се малку поинакви, помалечки и кои не можат да летаат. И затоа, еден ден, прасето одлучи да им покаже на другите дека и тоа може да биде како нив. Разочарано, прасето се врати во својот дом. Тоа никогаш нема ниту да личи на птица, а камоли да лета. Чекај! Боја! Неговата кожа е розова, а птиците имаат многу бои. Прасето, полно со себе, отиде на училиште и гордо застана во ред за вода, како и сите други птици. Желно да покаже дека е дел од нив. Но маската повторно го издаде. Тагата на прасето беше толку голема, што и небото почна да плаче за него. Полека му ја изми бојата и го откри неговото розево руво, кое упорно се обидуваше да го сокрие од другите. Но, кога птиците тргнаа да си одат дома, се случи нешто што никој не можеше да го предвиди. Тие почнаа една по една да паѓаат во калта, безпомошни пред поројниот дожд. Гледајќи ги своите соученици, прасето храбро отрча за да им помогне. Поодлучно од кога и да било претходно. И така, прасето стана херој во училиштето за трите рида. Со помош на пријателчињата птици, дури успеа и да полета високо. Да полета над тревата.